Добро дојдовте во Што не јасно, јас сум Љупчо Цветановски. Мој денешен гостин е Весна Бендевска од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Бендевска, веќе далечниот октомври може да го наречеме минатата година, Комисијата донесе одлука, нели, препорака за Бугарскиот културен центар Иван Михајлов или Ванчо Михајлов во Битола, но и покрај тоа, досега барем колку што знаеме, ниту името е сменето, ниту пак оние содржини кои што требаше да се тргнат, нели, има потешка форма на дискриминација во себе, не се тргнати, ништо не е сработено, барем од тоа што го знаеме. Имаме ли нешто ново на овој план, бидејќи, ако не се лажам, 20 ноември беше крајниот рок за да институциите реагираат? Да, во право сте. И јас ќе ве замолам за кратко објаснување на овој интересен предмет од самиот почеток. На 30 јуни Општинскиот одбор на Сојузот на борци поднесе представка за заштита од дискриминација врз основ на национална и етничка припадност против Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов од Битола. Согласно закон, ние сме должни да отвориме предмет, го отворивме предметот. Нашиот софтверски систем распределува кој од членовите на комисијата ќе биде известител по тој предмет. Јас бев известител за тој предмет и го работев навистина долго време. Она што прво требаше да го направиме согласно закон, копија од представката доставуваме до потенцијалниот дискриминатор, односно до Сдруженијето Иван Михајлов од Битола, да се произјасни. Комисијата е на некој начин квази судско тело. Има обврска да ги чуе двете страни, а потоа врз база на аргументи да донесе мислење постои или не постои дискриминација. И се разбира, овој пат беше долг и исцрпен. Прво нешто што направивме, го консултиравме законот за здруженија и фондации, кој налага и предпоставува одредби кои прво го штитат правото на слободено здружување, што е право загарантирано и со нашиот устав, и со сите меѓународни инструменти за човекови права. И тоа не е спорно. Но се разбира, секоја држава има обврска да поставува услови под кои може да се регистрира здружение или фондација. Во овој случај, бидејќи основачите предложиле во своето име на историска личност Иван Михајлов, во тој случај, согласно Законот за трговски друштва, член 49, Министерството за правда, доколку нема живи наследници, а Иван Михајлов нема, е должно да издаде управен акт. Да даде согласност или да не даде согласност за употреба на тоа име. Се работи за март месец 2019 година. Не можам да оперирам со точни податоци, мислам дека е првото здружение. Би го нарекла и пилот. Так. Проба, како би одело кога би се регистрирале здруженија со вакви име. Ќе помине или не работи тоа? И Министерството за правда, односно тогашната министерка Рената Десковска, веројатно донела едно елегантно решение. Ова е моја предпоставка. Наместо да издаде согласност или несогласност како управен акт, согласно Закон за општа управна постапка, издале известување. Ве известуваме, не поседуваме, како се вика, регистар за историски личности, не можеме да го лоцираме името и делото на понудениот господин Иван Михајлов и врз база на тоа Министерството не е во можност да ви даде согласност. Буквално така изгледа документот. Известување. Да подсетам, Закон за општа управна постапка под известување подразбира начин на комуникација меѓу две страни. Тоа не е управен акт, не произведува правно дејство. Врз база на овој документ, Централниот регистар на 15 март 2019 го регистрирал здружение. Значи, ова е за обиколување на системот, буквално. Еве како изгледа овој документ, известување. Така може да го видите гледачите. Па јас се обидов да
Значи, вели Министерството за правда не е во можност да ви издаде одобрение на употреба на името Иван Михајлов. Но ниту забранува. Така. Од друга страна, Централниот регистар, член 39, Закон за едношалтерски систем вели. Регистраторот е должен да си регистрира од списокот потребни документи кои се присутни, кои не се. Овој документ, односно согласно за име Иван Михајлов, не постои, постои известување и врз база на тоа регистрирал. Но за волја на вистината, согласно член 39 од тој закон, вели регистраторот не одговара за законитоста и уставноста на понудените документи. Зошто? Затоа што во Законот за здружение и фундации единствен орган што може да врши надзор над законитоста е Министерството за правда. Ова е генерално ситуацијата со која се соочивме на почеток. Ова се дупки во законот, буквално за обиколно. Не се дупки во законот. Така. Ништо не е почитувано. Во моментот, во 2019, па ако сакате и моментот 14. октомври, кога го донесовме мислењето. Не беа донесени измени и дополнувања во собранието. Так. Што значи на сила бил тој закон. И врз база на тој закон не смело да се изврши регистрација со ова име. Зошто? Затоа што не постои документ. Што најдовме во Централниот регистар во Битола? Најдовме дека издале решение. Решението природно, нема да го покажувам, бидејќи содржи лични податоци, но на крајот содржи и пишува основни цели и задачи на Сдруженијето се. Од која се поубави. Прва цел – заложба за воздигнување на достоинство и духовни вредности на граѓани на Република Македонија. И така натаму, и така натаму. Так. Тука навистина нема ништо спорно. На овие цели и задачи на Сдруженијето природно постојат и во статутот на Сдруженијето. Кога ќе го видите статутот, можете да го видите член 2. Вели граѓаните се здружуваат во ова здружение заради промоција на живот, идеологија, рехабилитирање и осветлување на ликот и делото на Иван Михајлов како еден од најзначајните ликови во Република Македонија. Ова регистраторот не го видел. Го нема тоа воопшто во првичното така. Не треба ни да го има. Так. Но најинтересно е член 8 од нивниот статут. Член 8 се вика цели и задачи на Сдруженијето. И лаик би предпоставил дека овие цели требаше да бидат пресликани во решението. Знаете што недостаток? Преамбулата на член 8. Чита. Граѓаните се здружени во ова здружение заради остварување на поширок заеднички интерес. Мисијата на Сдруженијето е промоција на животот, идеологијата, рехабилитирање и осветлување на ликот и делото на Иван Михајлов. Следен потребен документ во Централен регистар е програма за работа. Еве. Преамбула. Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов е здружение во кое на доброволна основа членуваат граѓани заради, потенцирам, остварување на поширок заеднички интерес, промоција на животот, идеологијата, рехабилитирање и осветлување на ликот и делото на Иван Михајлов. Каде е културата во целата приказка? Нели е културен клуб во основата, барем така гласи? Ова е се околу делото на Ванчо или Ова Иван се Михајлов? документите Так. со кои се соочивме. Комисијата нема капацитети да решава историски прашања. Так. Но затоа, согласно член 30 од законот, имаме право да замолиме експерти, стручни лица, доколку имаат познавања, да одговорат во даден момент на комисијата подредено прашање. Независна експертиза, така? Да. Што направивме како комисија? Поваравме стручно мислење од јавната научна установа Институт за национална историја. Так. Мислењето е подпишано од академик Драги Ѓорѓиев. Председателот на комисијата за историски образовни прашања. Меѓу другото, академик сега, така. Во меѓу академик и директор на на ИНИ, да. ИНИ. Освен кратко
објаснување кога се родил, како живеел, цитирано и во мислењето се разбира, би сакала да прочитам само 3 реченици. Во мислењето стои, цитирам: треба да се нагласи дека Иван Михајлов е автор на бројни монографии, брошури и статии, кои во континуитет го негира постојањето на македонскиот народ и посебноста на македонскиот јазик. Понатаму, што е многу интересно, академик Ѓоргиев пишува: Иван Михајлов бил соработник на фашистичка Италија и нацистичка Германија, бил секретар на Анте Павелик. Поради тие негови ставови, како и поради издавањето на наредби за ликвидација на бројни македонски интелектуалци и членови на македонското револуционерно движење, и потенцирам, во македонската историографија и во колективната меморија на македонскиот народ, тој е присутен како негативна личност. Во балканската и европската историографија со исклучок на бугарската. Така стои во документот. Иван Михајлов во континуитет е присутен како суров и бескрупулозен нарачател на убиства, терорист и соработник на фашистичка Италија и нацистичка Германија. И на крајот, академикот додава: имајќи го предвид горе наведеното, сметаме дека, цитирам, именувањето на било каков центар, клуб или здружение на граѓани со името на Иван Михајлов представува провокација без преседан и навреда на македонскиот народ, поради тоа што пропагирајќи го неговиот лик и дело, всушност се пропагираат и неговите наредби за физички ликвидации, соработка со фашистичка и нацистичка идеологија, како и неговото децениско негирање на посебноста на македонскиот народ. Ова е основа врз која ние како комисија, патем ние сме колективно тело и своите одлуки ги носиме со мнозинство гласови, утврдивме потешка форма на продолжено и повеќе кратно вознемирување. Не само на членовите, семејствата, поддржувачите и почитувачите на Сојузот на борци, туку и кон македонскиот народ и припадниците на сите етнички заедници во македонското општество. Утврдивме дека и на нивната Facebook страница, каде што јасно и гласно стои дека страницата има за задача да го промовира ликот и делото и идеологијата на Иван Михајлов, утврдивме и продолжено и повеќе кратно повикување, потикнување и инструкција за вознемирување како потежок вид на дискриминација, извршено од страна на Сдруженијето Културен центар. И на крајот утврдивме дека Министерството за правда извршило индиректна дискриминација заради тоа што, избегнувајќи ги да ги спроведува своите законски надлежности, им овозможило на ова здружение да врши действија забранети со член 5 и 6 од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Тоа беа нашите одлуки. Сега, согласно закон, кога ќе утврди комисијата постојање на дискриминација, должна е да даде и препораки за начинот на кој треба да се отстрани тоа повреда на право на еднаквост. Утврдивме 3 препораки. Прво, препорачавме Сдруженијето Културен центар да ги отстрани сите спорни елементи во името, статутот и програмата, кои предизвикуваат вознемирување, како што објаснивме надолго и на широко, 18 страни е документот, и за тоа писмено да извести комисијата во рокот 45 дена. Исто така препорачавме ги отстранат спорните содржини од нивната Facebook страница и за тоа писмено да известат комисијата. И на крајот препорачавме Министерството за правда, согласно член 58 од законот, да изврши надзор над законитоста во примената на одредбите на Законот за здруженија и фондации. Особено од аспект на делот содржани во актите на Сдруженијето, во врска со член 4
кој забранува регистрација на здруженија кои промовираат тероризам, кои се против уставниот поредок на Република Македонија и меѓу другото предизвикуваат повреда на слободите и правата на другите лица. Тоа го баравме да се изврши во рок од 45 дена. По право сте, овие рокови поминаа на крајот на ноември. 20 ноември, колку што се сеќавам, беше крајниот рок, а од тогаш помина пак исто 2,5 месеца, ако не се лажам. Видите, ако им земеме предвид колку е брза, односно спора нашата пошта, ние секогаш ги чекаме повратниците да сме да знаеме од кој ден почнуваат да течат роковите и затоа секогаш дозволуваме неколку денови да ги изгуби поштата. Што е ново, ме прашувате во овој предмет? Ново е тоа што Сдруженијето веднаш писмено ни одговори дека нема намера да ја изврши препораката, се разбира дека ова е мое толкување, со оглед на тоа што веројатно не го ни прочитале законот, туку ни испратија одговор по однос на нашето испратено мислење. И велат: сметаме дека горе наведеното мислење на комисијата е тенденциозно и не е засновано на факти, туку на паушални наводи кои не се подкрепени со докази и факти. Исто така сметаат дека лицето Иван Михајлов е не е експонент на фашизмот и недвојбен соработник на фашистичките главештини Хитлер, Мусолини, Анте Павелич и цар Борис III. Исто така потенцираат дека Сојуз на борци не доставил никаков доказ дека Иван Михајлов бил соработник на фашизам и нацизам и се разбира, сметаат дека мислењето подпишано од академик Драги Ѓоргиев е тенденциозно, паушално и нема никаква врска со историската вистина. Ова е доказ за нас дека Сдруженијето нема намера да ги спроведува нашите препораки. За мене поинтересно одговорот што го добивме од Министерството за правда. Ви пратија и тие, значи, конечно? Да. За волја на вистината, од препораката го испочитува само нашето предупредување дека треба писмено да не известат дали ја спровеле или не ја спровеле препораката. Ништо од другото што побаравте, нели, препораката, само тоа? Во принцип сакам да цитирам, а не да. Министерството за правда, меѓу другото, вели: темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основни слободи и права на човекот, и сега парафразирам, заради владење на правото, тоа треба да се цени од аспект на гарантирање на слободата на здружување. Ние не ја споревме слободата на здружување. Од самиот старт го кажавте тоа. Ние не побаравме да ја укинат регистрацијата, здруженијето. Побаравме го сменат името и да ги коригираат актите со спорни содржини, кои произлегуваат од промоција на ликот, делото и идеологијата на Иван III. Навистина е нејасно, бидејќи многу прецизно наведовме дека ја почитуваме слободата на здружување, таа е една од темелните слободи загарантирани со нашиот устав и со Европската конвенција за човекови права. Понатаму, Министерството вели дека, цитирам, државата преку соодветни механизми треба да обезбеди зголемена заштита и начин на спроведување на слободата на здружување. Неспорно и тоа за комисијата. Спорно беше да се изврши надзор над законите, актите. Она што очекувавме, да го прашаат Централниот регистар, дали ги има навистина сите документи. Самите во дописот тврдат дека, цитирам, ви известуваме дека Министерството за правда не дало согласност за употреба на името. Тука би требало да заврши приказката. Ако нема согласност, тогаш како е можно не само да опстои регистрацијата, поминаа веќе 3 години од нивната регистрација. Многу интересно толкувањето на членот 58 од Законот за здруженија и фондации, подпишано од министер за правда доктор Никола Топанчевски. Цитирам, тие велат:
Согласно член 58 од овој закон, надзор над законитоста на примената на одредбите од овој закон врши Министерството. Се согласуваат, но не известуваат дека Министерството за правда единствено е надлежно да врши надзор на законитоста на примената на одредбите од законот, а не и да врши надзор над работата на Сдруженијето. Тогаш кој ќе ги контролира ако така е? Ете, гледате како... Ова извито поверување на фактите постојано. Значи, прашањето само се наметна. Да. Од една страна има и во Уставот и во Законот забрана за регистрација на здруженија кои промовираат несакани активности, од друга страна вели па ние вршиме надзор, ама не врз работата на здруженијата. Понатаму вели вака, Законот за здруженија, особено во актите на здруженијата, од ваша страна е неоснована од причина што Министерството за правда дава согласно за употреба на имиња на историска или друга позната личност. Но надлежен орган за регистрација е Централниот регистар. Префрлање на топката, само така. Вртење во круг. Така. Во овој момент Магично, здружението се уште постои. Така. Во овој момент секој ден се постираат нови и нови содржини поврзани со промоција на ликот и делото на Ванчо Михајлов. Во овој момент продолженото и повеќе кратно вознемирување продолжило уште нови 3-4 месеци. А она што навистина чувствувавме должност како комисија да го направиме, повторно да побараме експертско мислење по поглед на толкување на членот 58 од Законот за здруженија и фондации. За волја на вистината, единствен орган кој дава автентично толкување на одредби од законите е Законодавно-правната комисија во Собранието. Меѓутоа, имајќи предвид дека тоа ќе чини дополнително време во кое би продолжило вознемирувањето, комисијата стапи во контакт со професор Борче Давидковски, автор на Законот за здруженија и фондација од 2010 година, долгогодишен, можеби нема да претерам ако речам и најдобар познавач на управното право. И добро познат на јавноста, секако. Многу добро познат на јавноста и го замоливме, согласно член 30 од законот, да даде експертско мислење во врска со членот 58. Професорот во рок од 2 дена не испрати преку електронска пошта одговор и ќе ми дозволите да го прочитам. Во врска со вашето барање за моје мислење, слободен сум да ве информирам за следното. Согласно член 58 од Законот за здруженија и фондации, единствен надлежен орган за вршење надзор над спроведување на целиот закон, основање, работа, акти, чинители, субјекти, услови за работа, програма за работа на здруженијата и фондациите е Министерството за правда. Согласно истиот закон, доколку е извршена повреда на членот 4 став 2, тоа е оној член што забранува регистрација на здруженија кои промовираат, кои кршат туѓи слобода и права, да скратам, Министерството за правда е должно, потенциран е зборот должно, да го употреби целокупниот законски инструментариум за заштита и законска примена на одредбите од овој закон. Точка 3. Професорот Давидковски вели, согласно Законот за општа управна постапка, поточно член 124 став 4, Министерството за правда треба, може, согласно став 2, во секое време, без рок, уписот во Централен регистар да го огласи за ништовен, заради повреда на членот 124 став 1 алинеа 2 и 4. Кога разговаравме телефонски со професорот, лично со мене разговараше, рече, по истиот тер, како што министерот за внатрешни работи го прогласи ништовно државјанството на украинскиот бизнисмен. Затоа што недостасуваше соодветна документација при издавањето на тоа државјанство. Тоа требаше и беше должност
на Министерството за правда согласно експертското мислење подпишано од професор доктор Борче Давидковски. А на тој начин, вели, продолжува професорот, Министерството за правда, согласно член 125, ќе ги избреше и правните последици од настанати од уписот во Централен регистар. Односно, ќе се смета како воопшто да не се случил, односно дотичното решение како воопшто да не било регистрирано. А се разбира, упатува дека избришаното здружение има право на правна заштита согласно Законот за општа управна постапка. Еве ги, значи, решенијата ги има, законите постоеле, уставот е јасен и дециден, во овој случај институциите не си ја дозавршиле својата работа. Многу е интересна Европската конвенција за заштита на човековите права. Таа ги дефинира сите права, сите слободи, но дефинира и забрани. Една од забраните е забрана за вршење дискриминација по било кој основ. Но членот 17 забранува злоупотреба на дефинираните слобода и прави на конвенцијата. Во овој случај, нашата комисија, при носењето на своето мислење, утврди дека со извршување, односно неизвршување на законски надлежности, институциите, тука ги споменуваме и Министерство за правда, и Централен регистар, па ако сакате и Министерство за економија, било должно да констатира дека постои фирма на сред во центарот на Битола, каде што на тук јазик испишано името, што е спротивно на закон. Законот за јазици. Ако Министерството за правда извршеше надзор врз документацијата, не врз во здружението, во Централен регистар, ќе забележеше веројатно дека согласно документите регистрирано е здружение на една адреса под име Здружение Културен центар Иван Михајлов Битола, а во центарот на Битола, во еврејското мало, ќе видите голема табла каде што пишува Клуб Ванчо Михајлов ВМРО. На друга адреса. Фашист во еврејското мало, и тоа е малку парадоксално. Законот за здруженија и фондации налага дека Централниот регистар си зема на која адреса е регистрирано и таму треба да се обавува предвидената дејност. Тоа не е, морам да се оградам, тоа не е предмет на нашиот закон по кој работиме, тоа е закон за спречување и заштита од дискриминација. Но уште едно прекршување. Но доколку неизвршувањето на оваа законска надлежност предизвикува дискриминација, односно во вид на вознемирување во потешка форма, трае подолго, врз повеќе основи, на поголема популација на луѓе, тогаш навистина овој проблем одамна ќе беше решен. Она што е најново, во петокот, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација поднесе барање за покренување прекршочна постапка против Министерството за правда, представувано од актуелниот министер доктор Никола Тупанчевски, и барање за поведување прекршочна постапка против Здружението Културен центар Иван Михајлов од Битола, представувано од председателот Љупчо Ѓоргиевски. Тоа е она што во најкраток, навистина се извинувам, одзедов може би повеќе време, но сигурна сум дека јавноста имаше право да биде запознаена како течеше донесувањето на ова мислење. Во мислењето ги наведуваме сите можни закони кои се прекршени, како и меѓународни инструменти, што Република Македонија ги има ратификувано и се дел од правниот поредок. Сите мислења што ги носи комисијата се јавно истакнати, се разбира анонимизирани согласно Законот за заштита на лични податоци, може секој граѓанин на нашата веб страна да прочита какви мислења носи комисијата. Верувајте, како колективно тело стоиме за секој од нив. Освен ова што не го покажавте, одговорот од Министерството за правда на вашата препорака, немате добиено ништо, буквално е одбиено со ова што го имаат
напишано така. Па видите, препораката иначе ќе содржеше да извршивме надзор и најдовме ова и ова. Еве, Тие се оградија, се абстрахираа Не, од се. дозволувам да не преюдицирам. Да извршеле надзор и да откриеле дека нема материјална повреда на правото, ние како комисија ќе констатиравме дека Министерството постапило согласно нашата препорака. Но во овој случај, давајќи објаснувања дека не се надлежни за надзор, де факто потврдуваат дека тие не го извршиле надзорот, упатувајќи го прстот кон Централниот регистар, а од друга страна, кога ќе видите во Законот за едношалтерски систем, токму при регистратерот за кој ги води Сдруженијата и фондациите, надзор врз проведувањето на законитоста на одредбите од овој закон врши Министерството за право. Немате одговор до сега или барем некаква реакција од Правда и Тупанчевски по повод прекршувачната до нив? Немаме. А прерано е, сепак очекувате да се појави? Видите, нашето до овде, согласно законот, до овде е нашата улога. Во моментот кога ќе го поднесеме барањето пред надлежен суд за прекршоци, висината на казната, начинот, Тоа го нормално... одредува судот или има од до? Судот, Така. најчесто не повикуваат и нас, иако ние уредно во документацијата ги приложивме и сите докази. Нашето мислење, нашата препорака и сите придружни документи за кои ви говорам. Како човек кој што е дел од оваа комисија подолго времено и претпоставувам и вашите останати членови, имало ли досега ваков преседан со волку документи, да не речам, сите се ги нашле сите можни од страна дупки, да не речам, за да го заобиколат, почнувајќи од одобрувањето што го нема, Централниот регистар, ова што следи сето натаму. Имало ли досега ваков случај, бидејќи ништо не е случајно, особено кога се работи за Ванчо Михајлов? Значи, не би преодицирала. Во овој... Ајде да... Само сакам да логистицирам. Ванчо Михајлов, потоа, 2019 обстојува, 2021 или 2 се регистрира ново здружение Цар Борис III. Так. Она што е различно во овие случаи, што Цар Борис III има жив наследник, странец, кој да дозвола за употреба. Но ликот и делото, односно не делото, така? Не добивме представка за да го работиме тој предмет, меѓутоа вознемирувањето го гледам. Она што сакам да потенцирам, ние и во самото мислење наведуваме и цитираме случај од европската пракса на судот во Страсбур. Зошто мора ова да се третира одстранувањето на повредата како итна општествена потреба. И тука цитираме 5-6 случаи. Так. Затоа што доколку обстојуваат подолго време, ваквото продолжено вознемирување како контраефект предизвикува дела на насилство, дела од омраза, Так. Ова што се случува сега. ксенофобија. Што ни се случи нас? Ни се случи 2-3 пати напад на Охридскиот клуб. Ни се случи палење на таблата на Битолскиот. Тоа е доказ дека народот навистина чувствува вознемирување. Согласно одредбите од нашиот закон, вознемирувањето е вид и облик на дискриминација, кога се повредува правото на интегритет и лично достоинство на поединец или група, во овој случај популацијата е навистина голема. Ако навреме институциите реагирале, предпоставувам дека немаше да се случи нити едно дело на насилство, дури ни последното кога навистина имавме и физички напад и жртва. Не прејудицирам за случај на невиност и на вина, каде што презумпција. истрагата е во тек. Но факт е дека се случило насилство и има тешка физичка повреда. Затоа ваквите дела и Европскиот суд за човекови права обрнува дека мора како итна општествена потреба државите да обезбедат простор обезбеден, јавен простор, обезбеден од символика, практики, зборови и личности кои символизираат на минати историски признати факти кои предизвикуваат вознемирување. Пред неколку дена беше меѓународниот ден на сеќавање на жртвите од Холокаустот.
Јас го носам и резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации од 2014 69/160. Ја имам само во англиска форма, каде што се забранува глорификација на неофашистички, терористички групи и Поединци. и не само поединци, туку еве го. И цитирано е во мислењето. Секој што сака може да види. 69/100 резолуција усвоена на 18 декември 2014 за борба против глорификацијата на нацизмот, неонацизмот и другите практики кои предизвикуваат расизам, форми на расизам, расна дискриминација, ксенофобија и други видови нетолеранција. И ние ова мора да го почитуваме, бидејќи сме го гласале како држава. Можеше да го превенираат, мислите се, тоа што се случува или повеќето, бидејќи не мора да сте, не знам какви испитувања, излезете на улица, луѓето се гневни на ова што се случува, сето тоа е продукт со она што беше буквално попустот за обиколувањето, буквално примерот на Ванчо Михајлов како урнек за тоа што ни се случува натаму и натаму, на домино ефектот на приказката. Па чуден е фактот едно здружение кое е формирано 15 март 2019 да го отвори помпезно клубот во Битола, во центарот на Битола, минатата година. Да, премиерот на Бугарија. Значи, по 3 години. Да. 3 години некако никој немаше ни, веројатно, освен вработените во Централниот регистар во Битола. Никој не знаеше дека таков клуб постои. Целиот државен врв на Бугарија видовме дека е таму, беа обезбедени, на вистина добро беше што не се случи поблизо контакт или манифестирање на било какви форми на нетолеранција и омраза, но сето тоа предизвика едно мачно чувство, особено кај Сојузот на борци, општинскиот одбор од Битола. Тие во својата представка, верувајте, пишуваат дека навистина се чувствуваат повредени и навредени. Бидејќи се бореле, дале жртви, се сеќаваат на се жртвите. сеќаваат, има живи сведоци на тие времења и навистина си побараа заштита и ја добија. Имаме уште многу теми за отворање, ќе продолжиме и со темата Бугарија, но со дискриминацијата во Македонија имаме и тука новитети во однос на комисијата, имаме и први случај на осуда на дискриминатор по препорака на комисијата и други случаи. Со нас е Весна Бендерска, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во Што не е јасно. Наш гостин е Весна Бендерска од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Пред неколку месеци исто така станавте мета на бугарските ретроградни елементи, кои што ви се заканија буквално и со елиминација. Зборуваме за Виктор Стојанов, оној председател на Фундацијата Македонија од Софија. Немаше никаква реакција од македонските власти, само граѓаните буквално на Фејсбук, како чинам ве бранеа, и комисијата исто ваша реагираше на ова што е преседан исто така досега, но еве, после неколку месеци реагираше ли воопшто државата? Вие сте дел од системот, вие сте дел од комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Имаше некаква реакција од државата? Тоа се случи еден ден откако комисијата на го соопшти мислењето, беа присутни речиси сите медиуми. Октомври месец, повторно така. Да, 14 октомври го објавивме, го одржавме пресод и потоа Виктор Стојанов, кој има 2 профили на Фејсбук, со моја лична фотографија, го впери прстот, еве жената што е виновна за затворање на бугарските клубови, жената представник на антибугарски шовинизам и како и да е. Тоа во нашиот закон се препознава како давање инструкции и поттикнување на дискриминирачки. Меѓутоа беше класичен говор на омраза со оглед на тоа што предизвика коментари. Еден коментираше дека ќе ме бесел на Врба, друг коментираше дека за 3 дена ќе ме посети во Скопје. Класична закана за ликвидација.
И се разбира, тоа не беше насочено кон мене како физичко лице, туку кон начинот на кој јас го држев пресуд во име на колективното тело Комисија за спречување и заштита од дискриминација, и од тој аспект не сакав да реагирам како приватно физичко лице. Комисијата на своја седница донесе одлука, направивме допис и го испративме до Министерството за надворешни работи со оглед на тоа дека сите беа граѓани од Република Бугарија. Искрено очекував одговор, било каков одговор. До ден денес таков одговор Нема од Османи именора ништо до сега. Немам таков одговор. Меѓутоа и во една друга емисија кажав, ми беше многу драго што добив лично на сопствениот мобилен, но и на службениот фиксен телефон се јавува граѓани кои нудеа да ме штитат 24 часа, дури една агенција, приватна агенција за обезбедување. И таа поддршка навистина ми значеше повеќе дури од институционална. Спадна подоблесни од државата, институциите, граѓаните. За жал. Така да се чуваме сами и Господ, а ова друго... За жал, тоа е цената да се врши јавна функција. Како што треба. Така, ако не го направите како што треба, ако замижевте како што замижаа сите оние во Правда, во Централен и се, тогаш... Јас не би преодицирала дали замижувале, дали не замижувале, само очекував во моментот кога се констатира проблем, а се констатира бидејќи сите разговараа јавно, сите, па дури изборови на осуда високи политички функционери дадоа, но за жал ние сме се уште единствената институција која излезе со институционален одговор. И навистина како комисија сме многу задоволни што предизвикавме измени и дополнување на законот, иако и без тие измени и дополнувања и постоечкиот закон нудеше таква заштита. Во врска со Facebook страницата доставивме комплетна документација до основно јавно обвинителство, бидејќи со намера да посочиме дека постојат елементи на говор на омраза забранети со членот 394г од Кривичниот законник, и со тоа топката им ја префрлевме во нивни двор. Основното јавно обвинителство не извести дека ќе отвори предистражна постапка и дека веројатно ја тера со оглед на тоа што социјалните мрежи или платформите и на сопствениците не се наоѓаат во Република Македонија и пристап до нив може да има само јавно налог, преку налог за јавно обвинителство. Затоа таа препорака им ја препуштивме на разрешување на основното јавно обвинителство во ОПИП. Но освен што не ви ни вратија од МНР, тоа е исто времето на Бујар Османи, вие станавте во неговото последно интервју, буквално како пример ве наведе токму тој Османи, кој што, што повеќе ја бранеше Бугарија од колку Македонија во интервјуто, тој ве наведе како пример за навреда на бугарските национални чувства, на оние со бугарска национална самосвест во Македонија, велејќи дека она што македонците го чувствуваат од она што е пишано во клубот и токму во Ванчо Михајлов, било исто како што бугарите го чувствувале она што вие сте ги навредиле со вашиот Facebook статус. Зашто како прво се работи, бидејќи ве наведе како пример тој за навреда на бугарските чувства контра она што се случува со Ванчо Михајлов во интервјуто за БНТ. Наискрено го гледав интервјуто, еден куп пријатели ми јавија, ми посочија дека треба да го гледам. Искрено сакам да верувам дека станува збор за несреќен избор на зборови. Во интервјуто бугарскиот новинар го прераскажува мојот личен Facebook профил и коментира за фотографијата што ја имам на мојот профил. Ја носите, мислам, со вас. Ја носам. Тоа не сте го напишале вие, тоа е извадок. Убедена сум дека министерот Османи поим немал за што се работи. Се работи за историски документ од 4 ноември 1944 година, издаден од местниот Народно-ослободителен одбор и може да се најде во оригинална форма во Завод и музеј Битол.
И ова е документ со кој не се сомневам сите битолчанки и битолчани се гордеат. И јас, да, го користам на мојот Фејсбук. Битолчани и битолчанки, Битола, градот на народниот герој Стефан Наумов, е слободна. Колку што разбрав, бугарскиот новинар кажа дека нивните чувства се повредени од оваа реченица. Изминаја 3,5 години од денот кога го поробија македонскиот народ, трупите на подивелиот Хитлер и неговите слуги, бугарските фашистички окупатори. Така. Каде тука гледате навреда на македонци со бугарска самосвест во овој момент во 44-та, предпоставувам, не биле ни родени. Така. Голем дел од нив. Ова е историски документ. Овој документ не може да подлежи на ревизија. Второ, станува збор за моje лично право да изразувам собствени ставови на собствен Facebook профил. Така, не е тоа профил на комисија. Да, јас сум избран, именуван функционер од страна на Собранието, задолжен да се борам против дискриминацијата кај лица, граѓани и групи граѓани. Но со тоа не сум се откажала од собствените граѓански права, политички права што ги поседувам подеднакво како секој граѓанин, граѓанка во Република Македонија. Така да, повторно ќе речам, најверојатно господинот Османи не знае за каков документ станува збор, бидејќи ваков историски документ да го изедначите со таблата на која Ванчо Михајлов еклатантно го негира постоењето на македонскиот народ во најмала рака, би го оценила како невкусно. Минатата година, 21 чинам, имавте една представка од граѓани со бугарска самосвест, чинам, нели, околу нивна дискриминација. Дали се променија работите? Во едно претходно интервју спомнавте дека е зголемен бројот, рапидно по отворањето токму на овие културни клубови кои што реално па и немаат нешто многу културно во себе. Дали продолжува овој тренд со представки од граѓани со така наречена бугарска самосвест до комисијата? Статистиката е денес извадена од системот. Една представка минатата година, 32 представки во 2022 година. Интересен е моментот што 26 од овие представки ги поднесува Сдружение на граѓани, представувано од еден адвокат. А само 7 од физички лица. Комисијата, значи од вкупно 33 представки, во 3 мислења утврди постојање на дискриминација. Еве, чисто последната утврдена дискриминација, јас бев известен. Се работеше за статус на социјален медиум, кој навистина беше поттикнувачки, дискриминирачки и користеше зборови кои можат да поттикнат дела од насилство. Да, и комисијата без никаква двојба гласаше, како и во претходни 2 случаи. Во 8 случаи не утврди дискриминација, бидејќи комисијата го зема предвид слободата на изразување на мисла и вера. Член 9 од Европската конвенција за човекови права, кој е исто така пренесено и во нашиот устав и во еден куп други меѓународни инструменти. 12 представки се отфрлени. Така да, кога слушате дека Сдруженијето се жали дека комисијата не постапуваме по представки кои се неуредни. Пример, 10 такви сме утврдиле дека се неуредни, кога не го посочуваат потенцијалниот дискриминатор со своја адреса. Како да искомуницираме со него? Адвокатот упорно не враќа. Вие имате подпишано меморандум за соработка со МВР, точно. Но тоа го користиме најчесто кога бараме податоци, лични податоци, пред да поведеме прекршочна постапка, бидејќи согласно закон за прекршоци, мора да ги имаме сите и единствен матичен број, она што не го бараме како представа. Ќе кажам еден пластичен пример. Како може комисијата да преюдицира на кое лице
сметаат тие дека извршило дискриминација. Па ние самите знаеме дека имавме два министри од две спротивставени политички партии со исто име и презиме. Тоа треба комисијата да утврди на кој од нив да се работи. Значи, задолжителен елемент на секоја представка согласно закон е да наведите лична адреса против кого ја поднесувате представката, за да можеме да ја доставиме лицето да се произнесе. Значи, 10 такви сме отфрлиле заради неуредност, а 2 заради ненадлежност. Станувало збор за очигледно дека не се работи, станува збор за повреда на некакво право, но не е дискриминација. И 10 представки моментално се уште се во тек, бидејќи 60 дена е рокот за постапување по една представка. Така да не е точен фактот дека комисијата анблок нели ги отфрла за еднострано ве обвинуваат така. Да, ова првата иначе сега имавме и една многу слична. Стануваше збор за дискриминација во работни односи, се жалеше македонец со бугарска самосвест, дека шефот, откако дознал дека се чувствува како бугари, го вознемирувал на работно место. Побаравме мислење од шефот. Тој ни одговори дека прв пат слуша дека човекот се изјаснувал како бугарин и повторно ни достави документ М2, кој е задолжителен при заснованње на работен однос и каде секој вработен се изјаснува од која етничка припадност е. Так. Тој напишал македонец. Што не значи дека го нема правото да ја смени, тоа се работи чувство за лично уверување. Ама барем пред да ја поднесел представката, нека се потрудил во Агенцијата за вработување да ја смени својата националност. Бидејќи ние во ваков случај поседувавме документ дека самиот се изјаснал Како македонец. како етнички македонец. Дали имавте представка од некој македонец за говорот на Ангел Џамбаски, европратеникот со неофашистички ставови кој што настапи во Скопје, токму за Мара Бунева за денот, на кој што присуствуваше Виктор Стојанов, оној кој што ви пишуваше тоа што ви пишуваше на социјалните мрежи, каде што имаше повикување за ваше линчување и ликвидација? До овој момент немаме примено таква представка. Имате и новитети во работата на комисијата по однос на дискриминацијата конкретна. Еве да прескокнеме малку Бугарија. За прв пат имате прифаќање, нели, на судот на ваша представка за дискриминатор, се работи за СВР Куманово, чинам случај. Не би коментирала за кого се работи, сепак Законот за заштита Токму на така. лични податоци им го обезбедува Провоцирана правото. барем, да. Да, за прв пат еден прекршочен суд заради неисполнета препорака казни веќе утврдени дискриминатори кои не ги исполнија нашите препораки. Ова е прв пат во историјата? Прв пат до сега, да. Така. Се надевам да и последно. Така. Имате и други новитети, се работи за сегрегација, колку што разбрав. Прв пат имате и тоа е во Европскиот суд за човекови права. Навистина бевме горди на тоа. Европскиот суд за човекови права донесе одлука против Република Македонија за сегрегација на деца роми во основно образование. Цитирај ги наводите од едно наше мислење. Че ние работевме на представка за сегрегација на деца роми и судот ги зеде предвид нашите наводи. Бирото за исполнување на препораките на Европскиот суд стапи во контакт со нас и побара комисијата да учествува во мониторирањето на исполнувањето на таа препорака, што ние со задоволство ќе го направиме. Тоа е еден од успесите на ова, навистина, чинам и најмлада институција на македонското небо. Бевме избрани на 25 јануари 2021, но во просториите влеговме на 1 јуни. Немавме простории. Први вработувања на 16 јули имавме. Значи, буквално комисијата ја правевме од темел, без вработени. И морам да кажам, често пати го споменувам овој факт, чисто како собранието нека знае, кој ќе формира нови комисии, треба да знае дека прво треба да се направат предпоставки за можат да се изберат членови, за да биде функционално тоа тело. Дали знаете дека ние сме првата државна институција која сама се пријавила во Централен регистар
со сопствени парични средства. Да, имавме буџет, но немавме вработен, лиценциран да има пристап до буџетските средства. Така да, навистина со волја и ентузијазам и со чувство, заедничка енергија членовите најдовме, признавајќи ја важноста на постојањето на едно вакво тело за еднаквост. Во рок од една година, сите колеги од регионот, во знак на добре дојде и формирање, дозволија во месец септември бевме домаќини на регионална средба на тела за еднаквост, на која учествуваа Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово и Србија. И ние. Дали во оваа кратка сепак работен век во Македонија ефектот го гледате? Дали е зголемен оној така наречено популарен авернес или спознавање за дискриминацијата во македонското општество? Чувствувате ли некаква разлика на ова поле? Па еве бројките што говорат. Ако лани имавме 97 представки, годинава имаме 270. Тоа е покачување од 300% до овој момент. Што е навистина за една млада институција чекор напред. Сакам да спомнам и навистина успеси. Знаете, успех за комисијата не е да заврши работата на прекршочен суд, тоа значи дека не сме успеале да го убедиме институцијата или лицето кој извршило дискриминација да ги отстрани, да ја отстрани повредата на правото на еднаквост. Како Министерството за правда сега. Имавме представка во која утврдивме дискриминација од страна на Министерство за образование, дека 4000 студенти и ученици ставила во понеповолна состојба, кога ги зголемила износот на стипендиите и кај студенти и кај средношколци, речиси за 2 пати, оставајќи ги овие другите со непокачена сума. За да, во декември при буџетската расправа од собрание се најдоа средства, се усвоил амандманот и навистина сме пресекни. 4000 студенти и ученици, благодарение на нашето мислење, ќе добијат изедначени повисоки стипендии. И морам да споменам, Хелсиншкиот комитет за човекови права имаше поведено така наречена акција популарис, тоа е тужба од јавен интерес, пред суд во кој не повика да бидеме вмешувачи, се работеше за правото за пристап на лицата со попреченост до избирачките места и судот за прв пат гласаше во корист на подносителот, во овој случај Хелсиншкиот комитет и ние како нивна поддршка, така да следните избори и комисијата ќе има активна улога при констатирањето на пристапноста на избирачките места за секој граѓанин со посебни потреби. Од искуството до сегашно, кој е најчест тип на дискриминација во Македонија? На што најчесто се жалат граѓаните во своите представки? Па сега статистиката ќе каже дека најчеста дискриминација е вознемирувачки говор на социјални мрежи. Не знам колку е тоа објективно. Тука мора да земеме предвид дека огромен број се однесуваат на вознемирувачки говор кон лица заради сексуална определеност и родов идентитет. Најчесто област е работни односи. Имаме значително вознемирување од страна на работодавци. Мобинг, така наречено. Тоа е друг. Значи, како што луѓето тешко прават разлика меѓу вознемирувачки говор кој оди во граѓанска постапка, го работиме ние, и говор на омраза кој кривично дело го работи јавно обвинителство со судовите. На ист начин не се прави разлика меѓу мобинг. Така. Мобингот е вознемирување, трпење, малтретирање на работно место, но не врз дискриминирачка основа. За да е дискриминација, треба да има дискриминаторска основа, дискриминаторска причина, која е таа заштитна карактеристика за која го наведува работодавецот да врши вознемирување на работно место кај поединецот.
Каква година ве очекувате? Сепак сме на почетокот на 2023-та, токму на полето на борбата со дискриминацијата, и дали сте подготвени како комисија за овие нови предизвици, кои што очебино еве како се зголемува и обемот, да не речам, на работа и на луѓето, бидејќи може и да објасниме накусу еве за крај што е потребно за да луѓето поднесат представка. Тоа е малку баук тема, предпоставувам, за сите, бидејќи се соочуваат со ова таза, што би се рекло. Дали е нешто посебно или вие навлегувате подетално во неа, зависно од тоа како е напишана, што треба да направат, така да се чувствуваат дискриминирани, да допрат до вас за да реагирате или барем нели оцените дали треба да реагирате? Имаме одлична веб страна во која преку електронски пат најбрзо може начин за поднесување на представка е преку електронски пат. Кога ќе отворите веб страницата kszd.mk, имате пријави представка, самиот програм ве води и на крајот ги прекачувате документите. Ништо не е проблем и да недостасуваат документи, ние сме должни да бараме во определен рок до уредување и да посочиме кој документ треба да го достави подносителот што мисли дека е жртва на дискриминација. Може преку пошта, може да симни формулар кој го имаме исто на веб страницата, да го пополни со документите, да го пушти преку пошта до нас. Па конечно ако е од Скопје може да дојде во нашите простори, се наоѓаме на улица Даме Груев број 1 наспроти собрание. Еве да кажам, поранешните простори на Државната комисија за спречување на корупција. Лесно се наоѓаме, достапни сме, а нашиот главен проблем останува ист. Имаме премалку вработени, премногу законски надлежности, почнуваме да ги доцниме предметите и замислете, имаме само 5 члена комисија наместо 7. Една колешка веднаш даде оставка по изборот, а од 1 ноември уште еден колега си замина од комисијата. Очекуваме собранието е на потек да распише нов оглас и да избере уште 2 комисионери. Работа има навистина премногу. Ви благодарам што бевте мој гостин. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Именно. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, со оглед на се што се случува околу нас. Чувајте се многу.